Министерството за надворешни работи вели дека Македонија работи на тоа да не дозволи создавање тампон зона со тоа што ќе се најде пред свршен чин да биде затворена северната и јужната граница. Акциите за справување со мигрантско-бегалската криза во моментов се сведуваат на тоа да се обезбеди хуман прием и регистрација на сите луѓе и нивен безбеден транзит до крајната дестинација во некоја од западноевропските земји. Според извори од МНР, ставот на Македонија моментално е дека има донесено заклучоци на Советот на Европската Унија и земјата ги применува. Тие подразбираат дека има еден третман за лица кои се реално баратели на азил и бегаат од конфликт, и другата категорија е сите оние кои бараат подобра можност за вработување. Надворешно-политичката димензија на пристапот за справување со мигрантско-бегалската криза може да се подели во три аспекти: Турција, надворешни граници и реадмисија, велат од МНР. Во однос на Турција, на ниво на Европската Унија има став дека таа е главен фактор за справување со бегалската криза и се сведува на тоа пари за помалку бегалци. Според Европската Унија, релативно лесно луѓето минуваат од Турција во Грција, додека пак Турција има чувство дека 3 милиарди што Европската Унија ги има ветено се само почеток од она што би требало да го добијат во следниот период, бидејќи 4,5 години згрижуваат над 2,5 милиони луѓе. Вториот аспект за обезбедување на надворешните граници е дека до мигрантите на влез во Шенген зоната ќе биде дадена порака дека само оние кои се загрозени бегалци и основани баратели на азил ќе можат да продолжат понатаму, а сите други ќе се враќаат на самата Шенген граница. Тоа подразбира дека ќе има оперативни центри за прием, од кои во овој момент во Грција има 5, каде се врши прием, скенирање и регистрација и каде се определува основ на барање на азили кој може да продолжи понатаму, а кој не и треба да биде вратен во Турција. Третиот аспект, реадмисијата, е клучна работа, бидејќи иако во Германија во моментов има милион бегалци, според проценките, голем дел од нив ќе се сведат на економски мигранти и во такви услови ќе треба да се вратат во земјите од кои доаѓаат. Реадмисијата се однесува на сите земји кои се сметаат за безбедни, а понатаму може да се однесува и на некои од тие кои се зафатени со конфликт, но не биле загрозени. Конкретно има 3 земји кои влегуваат во категорија на загрозени земји: Сирија, Ирак и Авганистан. Проблем со афганистанците е тоа што дел од нив се луѓе што не бегаат од конфликти, кои во моментов се случуваат во земјата, туку престојувале во Грција, Австрија или Германија, одреден временски период и го користат моментот да го искористат мигрантскиот бран и да бараат азил во некоја од западноевропските земји. Моментално ситуацијата со афганистанците баратели на азил е таква што Србија ги враќа на табановце и не дозволува нивни влез, додека Грција притиска и бара да се овозможи влез за да транзитираат низ нашата земја. Македонија од своја страна чека тоа да биде решено и договорено на ниво на Европска Унија. Во моментот бранот на бегалци и нивниот број е намален, но проценката е дека тоа не се должи толку многу на сериозна примена на овие мерки, туку се должи на временските услови и прашање на време е кога повторно ќе се врати. Од МНР исто така нагласуваат дека комуникацијата со Грција е подобрена. Најголем страф на Грција е дека Македонија може целосно да ја затвори границата и сите центри за прием, бидејќи факт е дека бројките на илегални премини се многу намалени и во центрите ги примаме само тие што се основани баратели на азил кои ќе продолжат кон Европската Унија. Најавата од Австрија дека годинава ќе го ограничи бројот на баратели на азил во земјата на околу 37.500 не значи целосно затворање на границата по пополнување на оваа бројка, бидејќи нивниот став е дека ќе дозволат влез на секој што низ Австрија ќе помине како транзит и не значи затворање на границата.